под Македонија и Балканот единствено таа оди како покана не до државата, него до Валентина Панина. Таа беше и во Шведска, ги носеше цветињата на мирот, подаруваше таму, беше во Швајцарија исто така, и верувам сега не знам каде. Да, сега е во Виена ќе биде Во Виена. Да, во мај. Јас сега, да, прво, ајде бидејќи сум поканета, да проговорам малку за тоа. Мене ми е многу често почнав со Жиле, нели, по неговата светна патека и неговата мисија. И преку Мајка Тереза, асоциацијата, граѓанската асоциација Мајка Тереза, а понатаму од кога го нема, нели, нашиот Столе, кој е основата, тоа здружение заедно со Жиле, и ние си продолживме со овие активности, кои морам да кажам дека на почеток беа повеќе сваќани како дружба меѓу пријатели, меѓу поетеси, меѓу тој уметнички свет. Меѓутоа, како што поминува годините, сваќавме ние дека земаме замав во ова работа, иако тоа финансиски не е, да речеме, од тој тип заокружено, иако Нобеловата награда за жал го одминуваше Жиле во неговите номинации, бидејќи светот знаеме во моментот се уште во некои превирања, и сметам кога се ќе се смири, ќе се види, значи, кој треба да добие таа голема награда. Борбата за мир не е награда, ти или го носиш тоа чувство во себе, или како што кажа нашиот голем духовник, го развиваш со тек на живот. Дури духовниците откриваат своји тајни, како што минуваат годините уште повеќе и во себе или и за светот, така и мирот треба да се гради. Не паѓа од небо, значи мора да работиме сите на таа страна. Сега јас имав чест наградите од Жиле да ги враќам на познати евровизијски пејачи, звезди, на режисерот Ола и неговата сопруга, и тоа во моменти кога таму е еден убрзан секој дека по своја работа, меѓутоа ја потпиша новинарите петицијата за мир, во која што прв се потпиша мој многу добар пријател Ангелос Датајас од Грција, понатаму сите преку 200-300 новинари со своји пораки. И оваа година исто така однесов Цветната декларација беше потпишувана. И интересно е што 2016 кога бев во Стокхолм, бидејќи кога се на Евровизија, јас на сите им објаснувам, тука и не може да ме сватат во право се, бидејќи ти не биле да знаат како е, ти таму се молиш да ги куртулиш тие денови. Нон-стоп некаде одиш, трчаш, мозокот ти работи 300 на сат, ти одиш, него доживуваш тоа задоволство што сите го гледаат на екран и видат веле колку убаво се забавувавме или некој може би се изнервирал. Ти си во скроз друга димензија. Во таква една голема, да речем, барканица сама со себе, во Стокхолм, јас немам време кога да го посетам токму музејот, каде што нели од Стокхолм, во што се доделува, ама во Стокхолм има почесен основачот музеј за Нобеловата награда. Верувајте, јас, бидејќи таму од 5 сатот почнува, порано се разденува, отидов таму уште во 6, но ладно беше, се сеќавам и чекав да го отворам било што да видам од музејот. За моја среќа имаше некоја група која беше најавена и го отворија порано отколку што било секојдневно предвидено. Тоа беше голема група од Јапонија, влегов го разгледав и малку се почувствував како дел од тоа, не заради мене, токму поради нашиот Жиле кој што нели цело време е некако во некаков контакт и поврзаност со целата таа атмосфера на Нобелови награди, доделување, номинации и така натаму. Сега, што да кажам, јас многу пати го инициирав и повторно ќе го инициирам, таа може би е една Нобелова награда за цел свет. А зошто па ние да не установиме една друга награда која исто така ќе е за цел свет, а ќе е за мир? Мислам дека го имаме легалното право и како нација, и како народ, и како великан кој имаме за мир, поштено да работи на таа тема и сакам тоа да биде остварено. Тоа е мојата голема желба околу мирот. Треба, значи, да им ги отвораме очите на сите луѓе од разни страни, ако сакаме да воспоставиме еден целосен мир. Ако веќе за нешто е доцна, следните генерации кои доаѓаат мора да живеат убаво и од нас.
Бидејќи немам сега некоја моја песна, сакам да ја прочитам од Татко ми Цветни градини, која што нели почна вашата соработка, таа е кратка песна и еве ја најдов. И со оваа песна Татко ми во Колибри беше објавен, новинаринето беше поет, а Жиле му нацрта рамка и му направи изложба која многу го израдува и го врати повторно во творештвото. Ова е детска песна Цветни градини. Цветни, цветни градини, како во парковите. Ајде да направиме ние пред домовите. На работна акција нека звечат лопати, во детските рачиња да зиграт копачи. Ајде да преуредиме училишни дворови, цвеќе да засадиме и зелени борови. Животната средина да ја разубавиме, детството хубаво да си го направиме. Ѓорги Ѓоргиевски, ГГ. Мале една соплари цветине преку тистови сад. Благодарам. И Ти го благодарам сакувам многу. да си ни здрав и жив, уште долго и уште долго да ја спроведуваш успешно твојата мисија, заедно сме околу тебе. Благодарам. А вашите стихови многу компатибилни со неговата. Па сакам да ги поврзам сега, Па се ги сетив поврзавме. дека ги повикува сите поети, мисле дека сум Горан ќе зборува, затоа што да речам без цвеќиња, кога се би било цветно, спокојно цвеќето, Фројд вели дека е единствено нешто што не нервира, не предизвикува страсти и те смирува. Така е мисла. И во таа, да речам, корелација со природата, мене символ за мир е цвеќето, а живени на магичен начин, повторно од природата носи магичен раце преку цртеж. Да, инаку цветето го прати човекот од пред раѓањето па до смртта и после тоа.